Добро, за почеток почнуваме со онлайн иницијативата. Затоа што ова не е шала, ова е многу сериозна работа, која што на овој начин ВМРО-ДПМН сака да пропне кај нас. Кога од британски релевантни медиуми излегуваат вакви информации во континуитет подолго време, изминатите месеци, очигледно е дека таму имало разговори и на темава се разговарало. Кога во тие медиуми излегуваат конкретни податоци, што се деталите од разговорите, дека следуваат пари за секој мигрант и дека нашата влада се согласила дека е потребна финансиска дополнителна помош, а тоа се кредитите од 6 милиарди евра, за да се согласат на ова, очигледно е дека владата молчи. Не можеме да дозволиме и нема да дозволиме да се случи ова. Ке следи силна мобилизација, активност на секој ниво, у секој град, во секоја општина, во секое село. Нема да дозволиме да дојдат мигранти тука по ниедна цена. Нема да дозволиме на овој начин да се загрози безбедноста и иднината на земјата. Ние сакаме развој. Ние сакаме да сме дел од Европска Унија. Не сакаме да сме мека на мигранти. Да дојдат луѓе кои што гледаме како се однесуваат во другите земји и какви проблеми ствараат. Насилства, протести, силувања, болести кои што се донесени, кои што се искоренети во многу земји. Многу одамна. Ние тоа нема го дозволиме. Ке го мобилизираме секој еден граѓанин на земјава. Последниот период, еве веќе го заокружуваме процесот, ке го објавиме и делот на политичкиот тим на СДСМ, меѓутоа тоа нема да биде се. Ја отвораме вратата за секој еден граѓанин, затоа што во оваа ситуација треба да направи се што може секој еден граѓанин. Опрашање иднината на земјата. Добро, во следните недела-две тој процес ќе биде завршен целосно. Добро, имавме детални дебати на седниците во собранието. Овој буџет не е социјален. Никако и во ниедна смисла не се грижи за граѓаните. Нема зголемување на платите, нема соодветно зголемување на парите кои што е потребно да се награди трудот на работниците во сите категории. Овој буџет не е спремен да се соочи со криза. Ако дојде било каква криза во држава, едноставно ќе нема пари за ништо. Веќе оваа тековна година владата ја завршува со дупка, со минус од милиарда евра. Кај ќе ги најдат тие пари? Ќе следи дополнително задолжување, веќе почна да земаат кредити од банки. Овој буџет не се грижи ниту за ранливите категории. За многу ранливи категории буџетите се намалени за следната година. И на тоа веќе апелираат граѓанските здружени. На крајот, многу мала ставка има за капитални инвестиции. Овој буџет дефинитивно не е развоен. Така да економските политики во овој дел едноставно водат кон пропаст. До крајот на годината видовме дека се скратени, и тоа е еден многу интересен податок, што мислам дека мораме да го потенцираме 780 милиони денари од ставката модернизација на одбраната. Со ова намалување на парите за модернизација на одбраната, ние не го задоволуваме НАТО стандардот за соодветен процент на пари кои што треба да се инвестира во тој дел на одбраната. Се поставува прашањето, дали праќаме сигнал дека ние не сме кредибилен партнер во рамките на НАТО, во време кога американската администрација инсистира да процентите од буџет во одбраната се зголемат, ние го намалуваме. Дали тоа значи дека се загрозува нашето партнерство со Соединетите американски држави? Едноставно сметам дека овој буџет е креиран да во ниедна смисла не служи за доброто на граѓаните и на државата. Господин Филип, како ги коментирате обвинувањата на Груевски кон вас и поранешниот премиер Заев за соработка со руски бизнисмени и луксозните апартаменти, станови да викаме во Дубај, дали ќе поварат и за овие обвинувања? Ние сме сведоци на тие обвинувања подолго време. Очигледно е, сега се излезе на површина од каде доаѓаат.
тие конструкции, очигледно е дека целата политика на владата, се што водат као политика и владата и претседателката е контролирана од Будимпешта. И жално е што е така. Затоа што не може да ни биде стратешки партнер во рамките на Европска унија, единствената европска земја која што отворено соработува без подршка на ниту една друга европска земја со Русија, а тоа е Унгарија. И тоа е недозволиво. И тоа е во контекст за се. Не навлегувам во тие лаги, тоа се лаги, апартмани и така натаму, повеќе пати сум ги демантирал. Никола Груевски, ако сака да каже нешто, нека дое тука, па нека каже, има институции што се справуваат со луѓе као него. Благодарам.